Добри дојде во студио за Петар Арсовски, актер, великан на македонското глумиште. Благодарам за убавите зборови. Повод за овој разговор, има многу поводи се разбира, но овие денови на улиците во Истанбул, во турските градови, маршира интелектуалци, сите прогресивни сили и меѓу нив и турски актери кои се добро познати од сапуниците во нашата земја. Моето прашање прво е зошто не се плашат турските уметници да протестираат против режимот на Ердоган? Веројатно, не сега да импутирам нешто за нашите актери, меѓутоа го ставиле на вага вредноста која што е во прашање сега и го процениле моментот дека сега мора да застанат на барикадите на одбрана на слободите, на човековите права и се разбира на секуларноста на државата. Тоа го сметат за многу побитно од својата, кажеме, хонорари, популарност или не знам, и можни репресии од режимот или диктатурата. Да. Знаете зошто ве прашувам? Македонските група на македонски уметници, меѓу кои имаше и актери, но во главно во принцип и со функции некакви, имаа средба со министерката за култура пред некоја недела, господјата Елизавета Канчевска. И јавно, на јавна сцена, еден по еден и се заблагодарува за незините резултати. За она што сушност таа е платена да го сработи. Така, јас се срамев од тој чин. Се срамев поради тоа што таму не беа само актери, туку ќе спомнам уште едно име, бидејќи поводот бил денес, мислам дека Орхан Памук им дал подршка пред некој, вчера всушност, на демонстрантите и меѓу челниците на тие пофалби до министерката и министерството беше и нашиот драмски писател Венко Андоновски и професор, се разбира. И навистина ми беше срам од она што го прочитав таму и од неговото однесување во последно време. Тој е еден од оние што го поддржуваат министерството, го фалат и кажуваат некакви смешни работи, поради што би требало да бидеме горди, затоа што имаме таа министерка на чело на Министерството за култура, сакајќи да се одолжат за привилегиите кои што им се дадени од тоа исто министерство, кои што се маргинални. Ќе помине тоа време, ќе ги искористат тие мали привилегии, но срамот ќе остане. Имате ли објаснување зошто македонските уметници ману академиците, писателите, а зошто не ја гледаат, не ја сваќаат собствената улога, како и улогата на уметноста на уметниците во едно општество и конечно во историјата, во историски рамки? Па немам друго објаснување освен тоа дека поради некакви ситни придобивки и лични и како фела не се осмелуваат да се спротивстават на овој очигледен режим и газење по културата и по уметноста од страна на нашиот режим. Сведоци сме на кич, што се вика Скопје 2014. Сведоци сме на кој знае кој пат отворање, некакво си отворање на театарот кое што ќе го почекаме, нема да биде ни овој септември, сигурен сум. Сведоци сме на срамни фалења од Министерството и учество на наши колеги и уметници при таквите прослави кои што не знам зошто се прават сега, бидејќи тоа примо предавање се подразбира само кога нели ќе влезеш во тој театар или кога ќе дојдат актерите на сцена. Но театарот не е готов, а они прават некакво примо предавање. Ништо друго освен само фалби дека нешто се гради, дека нешто се прави, дека тоа го прави оваа власт, дека ова министерство мисли на театарот, а театарот ни е далеку, мислам, длабоко во кал. Имаше информации
известување и нашата колишка Александра Бубевска известуваше за театарот кој е со златни тоалети од една страна, Точно а така. сосема е недовршен или капе од некој од сите страни, например на сцената. Па знаете што? Стотици милиони се фрлаат генерално во Скопје 2014. Тоа е уште еден доказ дека Што ќе сторите со златниот театар? Они тргнале веројатно по стапките на Луј 14 или не знам што, кога театарот го славел режимот, го славел кралот, а веројатно и они имаат потреба да се слават и да бидат градители на еден таков скап објект и театар, но суштината на театарот не е тоа. Суштината на театарот ја изгубивме, така да дојдовме во ситуација да најголемите театарски актери не присуствуваат на вакви отварања на театри, дури ги нема ни во театарот. Нешто сега покажавме дека е неопходен Александар Поповски, дека без Унковски не може нашиот театар. Дејан Дуковски. И има обиди кои што јасно покажаат дека нашиот театар е таму, кај нашите најдобри режисери, актери и писатели. Да. Објектот е сигурно важен, но помалку важен. Објектот е, знаете, сведоци сме на многу одлични театри кои што се наоѓаат во некакви шупи, гаражи, конјушници бивши и така натаму. Да. Верувате ли дека се најавува жив штит кај градскиот трговски центар, дека архитектите, невладините, граѓаните конечно ќе излезат? Имаше протести против абортусот, Марк Тенешковски, новинарите протестираа за притворањето на Томислав Кежаровски, воедно за истрагата на Никола Младенов. Верувате ли дека ќе се крене македонската интелигенција? На секој од овие протести многу се радувам и за секој од нив се надевам дека ќе биде искрата која што ќе го запали на вистина еден поширок и неопходен протест или бунт против се ова што ни се случува наоколу. Се, не само во културата, во сите сегменти од нашето живење. И јас можам само да кажам дека на драго срце ќе го дадам својот придонес и ќе ги повикам и моите пријатели и роднини, затоа што мораме, крајно време е да се спротивставиме на овој режим и на оваа власт и се што ни се случува и во градот, и во државата, а особено во културата. Добро, имаше мојата колишка Сашка Цветковска, вие го донесовте текстот, интересен текст околу турските серии, околу протестите на улиците во Истанбул. И една од актерите и вашата колешка Сабина Ајрула, проминентен актер се разбира, и во пародичен фазон Цветковска пишува дека всушност ќе има контрапротести каде што ќе се забрани глума да работи на сцена госпоѓата Ајрула, познавајќи ги околностите во кои функционира Македонија и контрапротестите кои се организираат. Знаете што би, јас би сакал да видам барем еден од моите колеги кои што ги насинхронизираат овие серии, вклучувајќи го и Сулејман Величенстви, да се појави. Кој е Сулејман? Сулејман, како кој е? Кој од македонски актер го синхронизира? Па не, мислам дека е Владо Јовановски. Добро. Но јас би сакал еден од нив да го видам на овие протести. Или за Мартин Нешковски, или против абортусот, законот за абортус, или против Скопје 2014. А може би за состојбите во културата, доколку нешто им пречи, се разбира. Сакам да ви кажам за колку мали нешта се продаваат и ги нема на оние места каде што се неопходни. Актерите по него е непишано правило секогаш биле начело на барикадите, на протестите, на општествената совест и биле гордост на едно општество, а многумина од моите колеги се продадоа за ситни синхронизации, директорски фотељи, улоги, совети, мали, како се вика, председатели на жири или не знам, председатели на фестивали, они ги нема. Дури се појавува некаков си фронт
за Македонија, начело со еден така наречен драматург, и шетаат по Македонија платени, се разбира, од Министерството, да се бунат против, да го барат донесувањето на буџетот, или како треба хитно да се донесе буџетот, бидејќи нема да можеме да работиме и нема пари за култура. Добро, имаат право и тие да имаат свој став поинаков од вашиот, например. Сакам да кажам дека јас лично се срамам од такви постапки и од тие мои колеги. Добро, јас Жал ми е што се случува тоа. Добре, јас викнав неколку ваши колеги да биде ова една дебата во која ќе ги спротиставите аргументите. Беше повикана господјата Јелена Жугич, таа е директор на комедија во Драмски, имала премногу обврски. И Роберт Велјановски беше поканет и тој им рече дека имал обврски. Се надам дека ќе направиме некоја дебата во која ќе бидат про и контра аргументите достапни до јавност. Има доста други мои колеги кои што и директори или драматурзи или режисери кои што би сакал да седнат од другата страна на оваа маса, да ги спротиставиме аргументите, да видиме што е, кој е во право. Добро, јас благодарам што бевте гостин во студија. Благодарам на поканата.